8 часот 47 минути до 9 часот нова тема. Утре се одбележува меѓународниот ден на социјална правда. Па затоа ќе посветиме внимание на социјалната правда, која е можна единствено само во општества каде што се почитуваат сите човекови права и темелни слободи. Целта на одбележувањето на овој ден е поддршка кон напорите за искоренување на сиромаштијата, обезбедување на достоинствена работа, рамномерен пристап до општествените добра, рамноправност на половите и постигнување на социјална сигурност и правда за сите. Стремежот кон социјална правда предпоставува и општествена солидарност и подготвеност, индивидуалните желби, потреби и копнежи да се подредат на заложбите за социјална еднаквост и поправеден однос кон животната средина, например. Повеќе за оваа тема утрово со нашите соработници и пријатели од канцеларијата на UNDP, Марија Трифуновска, специјалист за инклузија. Добро утро и добре ни дојдовте. Снежана Мирчевска-Дамјановска, национална техничка советничка. Добро утро. Утре го одбележуваме денот, како што веќе најавив, меѓународен ден на социјална правда. Несомнено е дека правдата е една од највисоките општествени вредности во сите цивилизирани заедници. Па така и ќе го започнеме разговорот што подразбира концептот на социјална правда и кои се чинители се одговорни за рационализација на принципите на социјална правда. Добро утро ще еднаш и благодарам. Значи, токму така, она што го дадовте и во најавата, од аспект на тоа што е социјална правда и како општеството, каков однос развива кон своите граѓани по однос на тоа прашање, генерално тоа е еден поглед во кој што се смета дека сите граѓани, односно секој поединец, заслужува еднакви прераспределби на економските еднаквост по однос на економски, политички и социјални права. Тоа значи подеднаква, односно правична прераспределба на општествените добра и услуги, односно создавање на можности и услови за секој поединец да може економски да биде стабилен, да има пристап до работа и работни места, да има пристап до образование, независно од тоа на која група на граѓани во општеството припаѓа. Меѓу другото, годинашнава тема, од она што добивме информација, е тесно поврзана со праведната транзиција и зелена транзиција, нешто за што се зборува многу изминативе години, но она што не интересира е која е поврзаноста сега со социјалната правда на праведнава транзиција. Па, кога зборуваме за социјална правда како комплексен контекст, мора да кажеме дека е подеднакво поврзана со праведната транзиција. Мислам дека во нашата држава зборот транзиција многу често се применуваше и сега што значи таа праведна транзиција? Праведна транзиција значи вклучување на сите чинители и истражување на она што е потребно во насока на придвижување на едно општество, на една држава кон новите трендови што се јавуваат на пазарот на труд и нели во економијата, а тука се пред се зелените агенди, зелените работни места, потоа намалувањето на емисијата на штетни гасови, придвижувањето кон обновливи извори и во таа насока, во делот на праведна транзиција на ниво на Европска унија и општо во светот, е прифатено да таа транзиција кон економии кои што ќе бидат попријателски настроени кон животната средина се земат во предвид неколку фактори, вклучително и факторот на оние кои што би биле најмногу засегнати. Во таа насока може да се каже дека социјалната правда и праведната транзиција на некој начин кореспондираат едни со себе, затоа што пред се мора да ги имаат во предвид ставовите и мислењата на оние што се најмногу засегнати од таа, значи како заедница, можеби како работна сила, можеби како лица кои што живеат на таа територија, бизниси кои што се развиваат во поглед на она кон што треба да се придвижи или би била насочена праведната транзиција. Значи тоа некако глобално би можел да се каже дека е тој едниот линк. Значи ако сакаме да направиме праведна транзиција, пред се мора да имаме предвид дека социјалната правда во секој случај мора да биде вклучена во тој транзицијски период без разлика од кон што државата ќе одлучи да се придвижува. Дали кон примена на вештачката интелигенција, дали во примена на и изголемено учество на зелените работни места и креирање на зелени работни места или кон обновливите извори. Што работи, кои активности ги превзема канцеларијата на UNDP? Кон кои целни групи директно се насочени вашите интервенции?
Па во изминатиот период во делот на праведната транзиција, која што во нашата држава пред се во даден сегмент, меѓутоа и поаѓајќи од она што се случува на ниво на Европската Унија и во земјите кои што се во нашето соседство, превземаме активности кои што се однесуваат на енергетската ефикасност и она што кон што треба да се придвижиме како земја која што треба се поретко да го користи нели горивото кое што се смета дека е несоодветно, значи оно што се викат емисиите на јаглероден диоксид да се намалат. Во таа насока, како Канцеларија на Обединетите нации, во изминатиот период за областите кои што во нашата држава би биле засегнати со намалување на овие емисии, придвижување кон климатските нели трендови, превзедовме ни за анализи со повеќе чинители, значи најпрво на териториите кои што би биле засегнати се направи истражување со жителите, со кои капацитети располагат, кои би биле најзасегнатите страни од аспект на население, од аспект на бизнес сектор, кои се потенцијалите кои што во иднина би можел да го има тој регион, за да можеме да го придвижиме. Праведната транзиција и вклучително социјалната правда, како што каже и мојата колешка, не би можеле да одат паралелно доколку при таквата транзиција не се обезбеди и образование или обука или кадар кој што ќе ја подкрепува таа транзиција. Така да покрај овие анализи и во изминатиот период, заедно со надлежните институции, креиравме одреден број на нови профили кои што би можеле во овие засегнати региони да се офатат. Кога зборуваме за целни групи, тоа е многу тешко да се каже, затоа што зависи од регион, зависи од сектор кој што би бил офатен со ваквата транзиција, меѓутоа пред се однесува на лицата кои што работат, кои што живеат и бизнисите кои што се наоѓаат во дадената средина, не исклучувајќи ги тука маргинализираните и стигматизираните групи на таа територија. Промени ни се потребни, токму затоа и треба да говориме гласно на овие теми, па во пресрет на утрешниот ден. Која е генерално пораката до сите општествени чинители? Какви промени ни се потребни во насока на поголемо почитување и на човековите права, но и на темелните слободи? Така, од аспект на почитување на човекови права и темелни слободи, значи тие се основата на социјалната правда. Она што секоја држава се труди и треба да настојува е да гради механизми, процедури кои што ќе овозможат фер и правичен пристап на сите граѓани до се она што организацијски во една држава се нуди од аспект на користење на добра, користење на услуги. Она што го напомена и колешката Снежана е врзано конкретно еве за правичната транзиција се аспекти кои што овозможуваат поддршка на граѓаните, токму на оние кои што се најранливи, оние кои што и вашиот колега во почетокот ги спомна, граѓани кои што се засегнати со сиромаштијата. Социјалната правда кон оваа група на граѓани, независно дали станува збор за жените, за лицата со попреченост, за ромите повратници, изборувам во контекст на нашата држава. Од аспект на социјална правда, државата, но и граѓаните треба да им овозможат услови во рамки на кои што тие ќе можат да бидат дел од оваа транзиција. Од аспект на тоа да имаат пристап кон образование или стекнување на вештини кои што се врзани за новите работни места кои што се нудат во новите индустрии, апропо правичната транзиција. Од друга страна, меѓу другото, ги опфаќа и аспектите на домување, нели секој да има свој сопствен дом, да има топол дом, да може да го оствари своето право на домување, право на семејство, но секако и правата на здружување, обврската која што сите ние ја имаме и слободите кои што треба да се овозможат во една држава е правото на секој граѓанин да се запознае со сопствените права, да ги има можностите да се здружува и да ги застапува своите права, но она што е обврска од аспект на социјална правда кон секој граѓанин е тоа дека покрај тоа што ние уживаме одредени права, ја имаме и обврската со нашето делување да не ги повредуваме правата на оние што се околу нас. И тук можеш да го кажавте за да ни биде поубаво и попријатно секојдневното функционирање и да можеме да ги оствариме своите права, треба да се едуцираме и јавно да говориме. Тоа зависи и од институционалниот, но и од индивидуалниот ангажман на оваа тема.